Ова е дел од атмосферата на 24-тото издание на Виенскиот бал во Скопје. Вечер исполнета со музика, емоции, стил и култура. Години наназад, гламурот и автентичноста на манифестацијата го носи модната куќа Елена Лука. Овој мокен моден бренд и овој пат се најде во центарот на вниманието. Во Елена Лука креации беа облечени голем дел од присутните гости. Водителката Вера Мештеровиќ, дамите од дипломатскиот кор и од бизнис секторот, како и многу јавни личности. Но тимот на Елена Лука беше најзадоволен кога ги здогледа срекните лица на многу средношколци облечени во нивни креации. Еве зошто ова ќе биде ден за паметење за сите. Елена Лука како долгогодишен соработник и пријател на австриската амбасада и оваа година продолжува вашата успешна соработка. Секогаш Елена Лука во центарот на вниманието. Акцентот е на раскошната мода која што имате и ексклузивитетот на ова што можеме и да го видиме позади вас. Најпрво ме интересира каков е концептот на 24-тото издание на Виенскиот бал на Елена Лука. Оваа година сметам дека направивме еден најубав виенски бал, затоа што од постоењето на Елена Лука, можеби веќе 15-16 години, сме дел од организација на балот. Меѓутоа, оваа година со огромна чест и задоволство кажувам дека Елена Лука има прекрасни гости, млади луѓе, најубавите матуранти од неколку гимназии во Скопје и го започнуваме овој нов проект, би рекла, меѓутоа и дружба модна, воедно и да се запознаеме со културата на Австрија. Благодарност голема до амбасадорот на австриската амбасада. Воедно учиме за нивната култура, традиција, дрес-код. Меѓутоа, воедно и еве покажуваме дека и македонската мода и македонските дизајнери имаат што да покажат и се носат рамо со светската мода. Елена Лука имала чест и порано да биде дел од Виенскиот бал, не само овде, како што кажав, туку и во Виена, каде што ја видовме автентиката на балот. И тоа беше еден голем хуманитарен бал во Виена, учествувавме, дониравме наши креации, присуствувавме како гости. Меѓутоа имавме и прилика да видиме какви тоалети они таму носат и на кој начин го водат цел тој бал, вклучувајќи го најмногу модно и нормално со нивните традиционални валцери. Морам да кажам дека можеби ние вечерва изгледаме многу подобро од сето она што го видовме во Виена. Така да концепцијата е многу побогата, многу пораскошна во комуникација со овие прекрасни млади луѓе и мислам дека ова ќе биде најуспешниот бал годинава. Јас морам да споменам, понесена од оваа прекрасна атмосфера, а во ексе различни свечености како матурски прослави, свадбени церемонии, а Елена Лука од година в година секогаш на првото место водечки бренд кога се раскошните уникатни креации во прашање, па што имате како модна куќа да им понудите оваа година на клиентите? Јас можам слободно да кажам дека ги диктирате тенденциите на она што ќе се купува и што ќе се прави и што ќе се носи. Нескромни да бидеме, реално е така. Еве Виенскиот бал е една одлична можност да можеме да презентираме дел од колекциите, од најновата колекција пролет-лето 2025 на луксузниот програм кој што го работи Елена Лука. Ова се овие прекрасни халини, меѓутоа таа едиција е многу поголема, некаде имаме околу 850 халини, различни по својот конституција, боја, материјал. И работиме во континуитет. Значи матурските веќе се привршени затоа што се при крај и тие се одработени, да кажам, работиме и кастам. Ова е дел од едицијата која што ние работиме и која што е спремна за продажба, меѓутоа добар дел од матурските беа изработени кастам, по нарачка, по боја, по сензибилитет и конституција на самите матурантки. Воедно новата колекција Bridal, значи венчаници, редовно работиме и таа е готова и таа се промовира деновиве. Што да ви кажам, Елена Лука работи постојано, сега се проширивме со производствен погон, купивме една модна куќа во Македонија, го проширивме тој дел и почнуваме една комерцијална линија, во среда отвараме во ГТЦ, тоест превземаме шоурум од таа модна куќа која што веќе ние ја купивме и продолжуваме да работиме на сосем комерцијална одлична линија, ама пак со луксузен печат.
Така да во континуитет и морам, кога веќе ме прашувате на самиот бал, ама ексклузивно да кажам дека наскоро Елена Лука ќе биде и во Дубај и на некои други пазари, кај што сметам дека навистина е нашето место и каде што реално во суштина може да се вреднува нашата работа. Комплименти од мене за вашиот вечерашен изглед, навистина засенивте секога влегувавте тука и ова е креација на тимот на Елена Лука, ваше дело. Благодарам, да. Уште една креација од Елена Лука, кој што сметам за моите години, пригоди, килограми, конституција и сето тоа, дека е соодветна на вечерта, затоа што сум јас и оперативец, треба и доста да работам, да трчам, така да мислам дека ќе бидам достојна да конкурирам вечерва во овој мој изглед. Елена Лука повторно покажа дека гламурот може да има срце, а елеганцијата визија. Тие донираа 35 влезници на средношколците кои носеа Елена Лука фустани и смокинзи. Оваа година сите собрани средства од Виенскиот бал ќе бидат донирани за настраданите и повредените од несреќата во Кочани.